Внимавајте. Говори Радио Лидер. Сите ние сме лоша одлука на некого. Најдоброто време за ревизија на секоја погрешна одлука е 20 часот, секој понеделник и среда на Лидер FM. Заедно учиме што е филибастер. За утре да бидеме експерти за тоа. Знаев! Зазнаев да не биде муаветот после секоја лоша одлука. Добро вечер, почитувани слушатели. Вие го следите најновото издание на емисијата Филибастер. Наш вечерашен гостин е госпоѓа Рашела Мизрахи, пратеник во Собранието на Република Македонија и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Добро вечер, госпоѓа Мизрахи. Добро вечер, благодарам на поканата. Вака за почеток, накратко би сакал да ги прокоментираме, може слободно да ги кажеме годишните одмори на секретарот во владата Рашковски и министерот и вице-премиер Љупчо Николовски, едниот у Мексико, другиот во Дубај. Рашковски го изјави дека така се погодило, понудата била ефтина, за 350 евра сме можеле да идеме одмор у Мексико 15 дена. Дали е одговорно во време на светска пандемија и најголема криза, каде што бележиме рекорден број на заболени и починати, клучните луѓе во владата заминуваат на монденски летувалишта? Би рекла дека ова не е клучен момент само од аспект на ковид кризата, туку и економската криза и политичката криза во која што се наоѓа државата. И лично сметам дека е недолично, неморално и неетички за функционерите да ја напуштаат државата на годишни одмори во моменти кога на државата и се повеќе од потребни. Сепак политичките фигури кои што се во извршната власт се функционалниот дел на оваа држава, кој што треба да функционира во насока на спасување на државата, во насока на спасување на населението, особено во ваква криза, а не да се посветуваат на одмори. Сепак тоа е индивидуална одлука и сметам дека за истата нивна одлука ќе бидат оценети од граѓаните. Позитивно, негативно ќе видиме. Околу корона кризава, сега сме веќе, искрено не знам веќе кој бран е, дали трети, дали четврти бран, кој пик. Денеска имаме речи 1300 ново заболени, имаме 24 починати. Рекордни бројки, Македонија во топ 5 листите по број на заболени, по број на починати, статистички на милион жители. Вакцини се уште немаме. Севкупно владата прави грешки во секој чекор. Во сите проценки ќе бидат набавени вакви вакцини, ќе бидат преку ковакс системот, преговарање, гледаме документи се објавуваат дека преговараме со сомнителни компании за набавка на вакцини, па потоа кинеската влада ни вика чекајте што правите. Ајде од поново. Некако тоа резултираше со ваше барање за интерпелација на министерот Венко Филипче. Еве за почеток, кога очекувате да биде ставена на дневен ред во собрание? Па да бидам искрена, не знам кога ќе биде ставена на дневен ред, земајќи во предвид дека ова е веќе трета интерпелација која што побарана на функционира власта и се уште и првите две не се ставени на разгледување на пленарни седници. Ќе очекувам третава да биде од функционална гледна точка, од очигледната потреба од истата да се спроведе во парламентот што побрзо ставена. Инаку напоменавте дека ова е трети бран, како што се изјаснува јавноста која што се занимава со здравствениот систем во Македонија. Не знам дали е трети бран, не знам дали се работи за три брана или еден континуитивен, меѓутоа тоа е ирелевантно. Во овој момент она што е битно е бројот на заразени и бројот на починати лица. Во овој момент во Република Македонија имаме 3300 лица кои што го загубија својот живот, граѓани на оваа држава. Да не заборавиме дека настрана од политиката и настрана од нашето функционирање како политичари се работи за граѓани, се работи за човечки суштества, се работи за луѓе кои што ги загубија животите и за луѓе кои што се уште чекаат да бидат хоспитализирани или се хоспитализирани во критична состојба во болниците низ Македонија. Секојдневно слушаме по социјалните медиуми колкав број на луѓе бараат помош и не можат да ја обезбедат таа помош или пак ја добиваат само телефонски.
кревети нема, пребукиран е системот, медицинскиот персонал работи до истоштување. Да, ние сме на некои си рейтинг листи на 4-та позиција од долу нагоре гледано по бројот на заболени, бројот на смртни случаи, тоа е поразително. Мене ми е жал, меѓутоа ќе морам да се користам со описно и сликовито дискутирање на оваа тема. Доколку ги затворите очите и помислите на 3300 свежи гробни места, очигледно е дека се работи за многу висока состојба на криза на државата, многу сериозна состојба на која што треба сериозно да се одговори. Во текот на така наречениот втори бран, во периодот октомври, ноември и декември, неколку пати со колегите од различните политички партии во собранието дискутирав на темата и го покренував прашањето за барање на карантински мерки. Буквално затварање на оние центри, на оние општини каде што се појави исклучително висок број на заразени. Доколку ја исправувавме кривата, кога имавме 20, 40 или 50 заразени во 2020 година, во првото 6 месечие, тогаш зошто не ја исправувавме во вториот бран? Тогаш одговорот беше дека е невозможно поради падот на економијата и понатамошното задолжување на државата. Меѓутоа, ние и понатаму гледаме континуитивно задолжување на државата, а човечките жртви, човечките животи кои што ги губиме и оние кои што ги трпат последиците преживееле во оваа ковид криза се исто така значителни. Нема да зборуваме од економска гледна точка. Зборуваме од точка дека се прават политички одлуки на здравствено кризна состојба. Тука треба да се направат здравствени одлуки. Дали тоа ќе бидат карантински мерки на затварање на некои општини каде што бројот на заболени е исклучително висок и во овој момент слушаме за Гевгелија какви се броевите, слушаме за Струмица какви се броевите, слушаме во Охрид и во Струга што се случува, во Прилеп, во Кавадарци, како центри каде што бројот е бустиран на број на заболени, број на заразени, како и број на смртни случаи. Во овие центри можеби треба да се разгледа, да се затворат градовите, да се дезинфицираат градовите, веднаш и итно да се набават вакцини. Не ме сваќате погрешно, не зборувам лично ништо за министерот за здравство. Само кажувам дека неговото делување во овој момент е повеќе од очигледно дисфункционално. Ни е потребен тим кој што сериозно ќе се ангажира и сериозно ќе се справи со ситуацијава. Вака понатаму не се продолжува. И ова не го кажувам како пратеник на ВМРО ДПМН, не од политички аспект, од човечки и граѓански аспект. Мора да се чукне на маса и да се преземат мерки, да се превенира дополнителното губење на животи. Ова е непотребно губење на животи. Во текот на изминатите 48 часа, и можеби некој ќе го разбере како сарказам, меѓутоа се замолувам да не биде така разбрано. Ни провеа снимки од забави кои што се одржуваат во различни држави, еве Израел за пример се зима, каде што луѓето седат без маски, каде што е сено отворено, каде што социјализацијата повторно се враќа во нормала, што е многу битно. Психичката криза која што имаат граѓаните како резултат на притисокот од евентуалното заболување е намалена. Нормално дека тоа е и бенефиторно и за економијата на државата. Од сите возможни аспекти, вакцинацијата помогна во тие држави. Јас не знам што ние допрва чекавме. Во изминатите 48 часа на CNN и BBC беа објавени листи на држави кои што го откажаа вакцинирањето со AstraZeneca. Тоа е речиси цела Европа, дел од Јужна Америка, дел од Африка, дел од Азија. Во овие 48 часа ние набавивме 108.000 дози. Не велам дека тоа е непотребно, велам дека е повеќе од потребно. Меѓутоа, какво е ова справување со кризата? На кој начин? Значи, изгледа како да застануваме во чекорите кон Европа и кон светот драстично. И како резултат на тоа заостанување во планирањето на чекорите, ги имаме овие жртви, го имаме ова заболување. Стравуваме сите, се наоѓаме во психички притисок, се наоѓаме во економски колапс, кој што ќе продолжи понатаму. Ваучерите од можеби петиот пакет кој што се предвиден или каков и да е петиот пакет кој што се уште го немаме видено. Иако како предлог е доставен во собранието на 17 февруар, е ставен на разгледување на 25 март. Верувам дека истиот е ставен на разгледување како резултат на недоволни финансиски средства. Меѓутоа, дали било каков ваучер ќе помогне во моменти кога ние јуришаме, буквално трчаме на кај точката каде што ќе треба карантински мерки, сериозни мерки за справување со ситуацијата која што моментално се случува во цела Македонија. Во оваа насока, околу вакцините, имаше изјава и министерката за одбрана Радмила Шекеринска, која посочи дека не сме набавиле вакцини до сега за едноставно народов наш да не биле заморчиња. Се обидувам да бидам политички коректна и да настапувам не емоционално, туку рационално по прашањето на вакцините и ќе ми извините доколку во тоа нема многу да успевам во наредниот период.
слушнавме збирка на небулози. Имаше над 16 изјави на министерот Венко Филипче за кога ќе дојдат вакцините. Имавме над 4 или 5 изјави, чинам, на Шекеринска, зошто не доаѓаат. Затоа што сме членка во НАТО и сакаме да добиеме вакцина од Запад, заради тоа што сме премал пазар, заради тоа што 1001 причина. Доволно е од се, само нека се набават вакцини. Оние кои што ни се потребни за да го стабилизираме општеството, за да ги стабилизираме граѓаните, да се опуштиме психички сите до еден, да заштитиме човечки животи, да немаме вакви загуби и да тргне државата во насока во која што ќе се опоравува економијата која што е на вистина колабирана. Дали е ова непреземање на ништо од власта, граѓаните едноставно можат да го искористат, не знам, да покренат граѓанска иницијатива и тужба пред Меѓународниот суд во Страсбур? Да бидам искрена, не верувам дека тоа ќе се случи, ако сметам дека за секој загубен човечки живот, кога имало можност да се превенира истото, би можело и да уследи реакција од граѓаните кои што загубиле членови од своите семејства. Сега последниве најави се дека вакцинирањето ќе започне од наредниот месец, од април. Да подсетиме, на 1 април започнува пописот, се уште не е откажан. Во меѓувреме беше воведен повторно полициски час, почнува секоја вечер од 22 часот до 5 часот наредниот ден изутрина. Едноставно има околу, ако не се лажам, околу 4000 попишувачи. Секој од нив треба секој ден да влезе во десетици, стотици домови. Имаше изјава дека прво беше најавено дека тие ќе бидат вакцинирани, се испостави нема вакцини, ништо од тоа. Последната изјава е дека нема да бидат ни тестирани. Пред самиот чин на попис, попишувачите нема да бидат тестирани, затоа што ако биле тестирани, ако биле негативни, таа состојба би можела да биде смената во наредните неколку дена. Не е ова дополнително загрозување на здравието на... Дефинитивно е така. И дефинитивно е дополнително загрозување на животот и на вистина би била збуната кога би чула од било кого дека го негира овој факт. Ова е повеќе од факт, сега веќе. Сега, како и по ова прашање, така и по ниедно прашање, па и така и пописот, ние не видовме целосна анализа, ние не видовме целосна листа исполнета за кои категории на граѓани ќе имаат предимство во вакцинација, дали тоа ќе бидат најстарите категории, здравствените работници, што подразбираме под здравствени работници, дали докторите од терцијарно, секундарно, примарно здравство, стоматолози, медицински помошен персонал, па и на крајот попишувачите. Доколку не се вакцинираат попишувачите, а имаме трансмисија, ваква висока трансмисија како резултат на самиот факт дека над 90% од случаите во Македонија на ковид позитивни лица се позитивни од така наречениот UK тип или англискиот тип кој што се појави, тогаш трансмисијата е многу висока и самите попишувачи, поминувајќи од едно живеалиште во друго, ќе предизвикуваат трансмисија на заболувањето и тоа е повеќе од факт. Доколку се вакцинирани истите, тоа на одреден начин ќе го намали ризикот на трансмисија. Меѓутоа, ние не знаеме каков тип на трансмисија може да се случи. Дали е тоа само човек или дали е тоа трансмисија преку облеката која што ќе ја носат или папирологијата или компјутерите како физичка трансмисија од дом во дом. Не верувам дека граѓаните се така бенигно ќе го примат попишувањето од здравствен аспект. Зошто? Затоа што граѓаните стравуваат. Неретко гледаме на социјалните медиуми, еве по Facebook, често пати пишуваат: попишувајте кого сакате, во мојот дом нема да ве примеме. Што тоа значи? Дали ќе имаме дополнителни можности за попишување, не знам, пред домовите, во дворното место, пред вратите на домовите? Што ова ќе значи и каков ќе биде резултатот од тоа попишување кога граѓаните се плашат да се попишат не поради политичкиот аспект на самиот попис, туку буквално поради здравствениот аспект? И ајде сега да видиме од еден едноставен ситен пример. Во Република Македонија еврејската заедница брои 198 граѓани. Повеќето од нив се во поодминати години по возрастна категорија. Што ова треба да значи? Ние знаеме колкав е бројот на членови во еврејската заедница, колкав број на граѓани се евреи во Македонија. Меѓутоа, ако ова попишување треба да излезе со резултат 198, меѓутоа починале 50, не дај Боже, што е користа од тоа попишување? Ќе го загрозуваме животот на граѓаните? Непотребно, апсолутно непотребно. Извинете на компарацијата, ова е само заради асоциација со бројвите кои што се помали.
Значи не треба да го ризикуваме животот на граѓаните заради попис. Пописите се одложија во цела Европа, може да се одложат и кај нас. Не е проблем. Да, потребен е попис, немаме попис предолго време, потребен ни е за планирање, меѓутоа тоа не значи ние да го ризикуваме животот и здравјето на граѓаните поради попишување оваа година во овој момент. Дали очекувате конкретно од властите да се предомислат последен момент и да биде одложен пописот? Дали има некакви најави за тоа? Да бидам искрена, во континуум на нештата, веќе година и пол очекувам да има некаква реакција од властите како резултат на очигледно логичко следство на кои би требало да бидат наредните чекори. Меѓутоа, не го гледам тоа. Често пати гледам небулозни одлуки кои што се граничат со лудило. Извинете на израз, меѓутоа се граничат со лудило. И доколку ова вака продолжи, ќе биде истиот исход кој што и го очекувам. Не верувам дека ќе се предомислат, иако искрено се надевам дека ќе наидеме на слух и рација од нивна страна и ќе се одложат пописите за наредна година. Во насока на здравството, најавена е изградба на нов клинички центар во Ѓорче Петров. Имаше проект во Македонија кој што беше одобрен и финансиран од ЕБРД. Беа одобрени средства во меѓувреме новата влада на предводена од СДСМ ги врати тие пари, плативме и камата како државата и клинички центар на постоечката локација на сегашниот не се изгради. Имам од друга страна уште еден клинички центар во Штип кој што седи како готова карабина, преку 4 години не е мртната со мол прст таму. Една наш држава што нема пари, многу нормално, треба да позајми и да искешира преку 500 милиони евра за изградба на нов клинички центар надвор од градот Скопје. Еве конкретно да ве прашам, доколку беа завршени клиничкиот центар во Штип и беше изграден тој во Скопје, како ќе се одразеше оваа борба со коронавирусот? Првен, сакам да кажам нешто што може би граѓаните не го знаат поради тоа што не го гледаат, од нивен аспект не може да го видат. Меѓутоа, често пати може би спорните ситуации во рамките на собранието, во носењето на законите и одлуките за задолжувања за одредени проекти, како што е физибилити студијата за изградба на нов клинички центар, наидуваат на сомнежи и недоразбирања помеѓу пратениците од различните пратенички групи, како резултат на фактот што нас ни се носат закони од по 6 или 8 члена. Значи, небулозно е тоа кога го видите 6 до 8 члена, кои што се темелат на некоја си физибилити студија кој што никоја нема видено. Сега од министерот за здравство чувме дека новиот клинички центар се темели на физибилити студија направена во 2009 година за доградба и реконструкција на клиничкиот центар во рамките на стариот клинички центар. Значи, тоа е во пределот на така наречена стара гинекологија, односно клиниката за гинекологија, акушерство, старата која што беше. И таму има предвидување за изградба на зграда со 8 спрата, мислам дека има и хелиодром на врвот, која што со топлоти канали е поврзана со другите клиники, во кои што треба да се направи реконструкција. Имаме и надоградба на хируршките сали и чинам дека детска хирургија или кардиохирургија треба да биде во склопот на истата. Значи, цел еден обемен проект. На таа физибилити студија, која што беше ословена како силно коруптирана и не знам си каква матрица во рамките на тогашното владење за изградба на нов клинички центар, се надоврзани нови 40 страни, кои што никој ги нема видено, само ни е најавено така, и таа физибилити студија е префрлена наместо на подрачјето на стариот клинички центар да биде во Ѓорче Петров. Одеднаш сумата од некои си 70 милиони евра тогашни преминува 500-550 милиони евра, иако оваа сума ја чувме од медиуми, никогаш не ја видовме бидејќи во законот не стои. Што е непредвидено? Таму е предвидена зградите на клинички центар, меѓутоа не е предвидена инфраструктурата. Значи канализацијната мрежа, водоводната мрежа, струјата, ниту пак патиштата кои што треба да водат од таму. Таму нема да има згради на институтите, таму нема да има згради за едукација на студентите, ниту пак има кампус за студентите, бидејќи е далеко од центарот на градското подречје. Значи ништо, само суви згради, кои што би биле во вредност од 500 до 550 милиони евра. Кога би имале нов клинички центар, кога би бил и функционален клиничкиот центар во Штип, повторно би наишле на истиот проблем, бидејќи зградата не лечи луѓе. Персоналот лечи луѓе. Ние го имаме моментално персоналот за кој што располагаме, чинам 820 доктори кои што се во терцијарно здравје, околу 3.500 доктори кои што се во примарно здравје и уште толку во секундарно здравје. Од таа вкупна бројка на доктори, на персонал,
само одреден лимит може да постигне во однос на примање, односно давање грижа кон пациентите. Немојте да заборавите дека за тешките случаи кои што се примаат во клиниките како резултат на оваа инфекција, како и други инфекции, се потребни технички медицински персонал, односно медицински сестри, кои што би биле тука во 3 смени. И идеалното решение би било по пациент или 2 пациенти да има по една медицинска сестра која што ќе згрижува. Ова се пациенти кои што лежат на кислородна поддршка, кои што од момент на момент ситуацијата може да им се влоши. Значи, при таков ризик имаме потреба од широк медицински персонал. Бидејќи ниедна држава во светот не може да обезбеди толков медицински персонал колку што има граѓани, а сите граѓани се потенцијал за зараза и инфект, во такви ситуации ние мора да бараме алтернативни механизми кои што добро ги познаваат, оние кои што се стручни во Институтот за јавно здравје, оние експерти кои што работат таму со години. Тоа не се било кој, тоа се луѓе кои што ја имаат експертизата во тоа поле. Во ваков амбиент кривата мора да се исправи. Значи да се избегне можност за губиток на човечки животи како резултат на блокирање на системот и неможност за давање на основна медицинска грижа на оние на кои што им е потребно. Тоа е проблемот на чекање по ходници. Тоа е проблемот на оние пациенти кои што се јавуваат по телефони и никој не може да ги прегледа поради пребукираноста на системот. Тоа е буквалното психичко и физичко малтретирање на медицинскиот персонал кој што не може да постигне. Тука дополнително се изложуваме на ризик за губење на човекови животи. А не секој во оваа држава може да си приушти да се лекува во приватните медицински центри кои што нормално коштаат повеќе. Сите луѓе овдека се данашни обврзници, си плаќаат здравствено осигурување и би требало системот да проба да ги заштити максимално. Свесни сме дека во целиот свет е оваа криза. Ковид криза е во целиот свет, се работи за пандемија. Меѓутоа, мерките кои што ги спроведуваат различните држави. Во Германија се уште имаме карантински мерки и локдаун во голем процент од територијата. Различните мерки кои што ги применуваат се согласно анализа на теренот и она што се случува на теренот и нормално благовременото набавување на вакцини од различни типови за нивната популација. Ако може соседните држави да вакцинираат 2, 3, 4 милиони пациенти, односно личности во одреден временски период од 2 месеци, можевме и ние барем 100.000 да имаме вакцинирани во моментов. Доколку сметаме дека со некоја си сува брза анализа има заклучок од 33 до 38%, не се сеќавам точно колку беше процентот на луѓе тестирани кои што пројавиле антитела. Тоа значи дека имаме одреден процент на луѓе веќе кои што се имунизирани. Значи за нив не е потребна имунизација. За да стигнеме до таа herd immunization, значи генерална имунизација до 70% од популацијата да го спречиме ширењето, требаше барем да имаме 300.000 дози во државава. Кога би можело најрано да се очекува некаква анализа и ревизија на цело ова работење? Да бидам искрена, во целото мое работење во парламентот очекував да видам и поголем број на анализи. Јас не гледам анализи, никакви, нема да кажам достатични, нема да бидам благопријатна и да правам sugar coating нели на работите и да кажам дека сум видела некаква анализа, ама не била доволно детална, па сега јас како опозиција да барам мани. Не, јас немам видено никаква анализа, пратениците не гласаат согласно анализи. Ние гласаме буквално 6 до 8 члена во некое законско решение кој што треба да го примонтира системот во одредена насока или буквално Google преводи на закони кои што се функционални во некои други држави. Холандски закони, германски закони, англиски закони и се е тоа во ред. Имаме два проблеми само. Проблемот на превод е проблем. Законите се препејуваат, не се преведуваат, бидејќи го губат значењето. Второ, закон кој што би бил функционален за една Германија не значи дека ќе биде функционален во Македонија. Зошто? Заради тоа што се работи за различно општество, со различни културолошки ставови, со различна историја. Законот треба да ги регулира евентуалните спорови кои што ги има во општеството или кои што да ги превенира оние кои што би произлегле во општеството. Како може закон кој што превенира евентуални спорни ситуации во општеството во Германија да биде добар за Македонија? Не е возможно. Значи ние треба да креираме наши закони. Друго е прашањето за имплементација на нашите закони, кој што е дефинитивно проблем во оваа држава. Може да гласаме колку сакате закони, доколку не ги имплементираме, да ги препишеме сите закони на Германија, сите закони на една Америка, на една Англија, нема да бидат функционални доколку не ги имплементираме во оваа држава, тоа значи дека ние немаме државен систем. Вака да ве запрашам, како функционира во моментов македонското собрание? Навикнати сме на
една слика, меѓутоа она што се случува последниот период, некако и јавноста поради оваа корона криза е исклучена од тоа. Имавме оној закон што беше за нафтоводот за Гама, вие бевте оставени цела ноќ без грејење во собранието. До оние закони со европско знаменце каде што се ограничува дискусијата до 3 дена, што беа нотирани од Европската комисија дека има сомнежи за злоупотреба. Некако престанаа оние можам слободно да кажам бунтови од невладени здруженија. Зошто пратениците на ВМРО во опозиција вредат помалку од пратениците на СДСМ во опозиција? Не би имало одговор. Се кревало многу повеќе прашања за имало точно во собранието. Немали се, меѓутоа имало и за многу мали работи, ситни работи, а последниот период сме сведоци дека вие добивате известување за седница, не знам, половина час пред да започне истата. Добиваме известување за седници од прилика 12 до 15 часа пред седницата, значи ќе си дојдете од работа, да кажеме дека 6 или 8 часа навечер ќе почне да пристигаат пораките за седници за наредниот ден. Тоа е недостатичен период за припрема за една седница, поради тоа што на седниците не се закажани 5 закона, туку некогаш се закажани по 40, 70 закони и така натаму. Значи да, имаше недостаток во однос на собранискиот календар, кој што верувам дека наскоро, искрено се надевам дека ќе биде изготвен и ќе може да го планираме поинако времето. Многу е тешко, барем од овој мандат, од краткото време во кое што јас сум пратеник, многу е тешко да бидеш добар пратеник. Според мене, што изискува да бидеш добар пратеник е не само да ги прегледуваш законите, да ги читаш и анализираш законите, туку исто така да бараш анализа по истите, често пати бидејќи не е доставена и самиот да ја правиш анализата. Меѓутоа исто така и компаративно да ги читаш старите закони пред овие измени на дополнување на закон и да ја гледаш анализата барем во последните 10 години, ако не во последните 30 години, за да видиш како системот се модулира и за да разбереш зошто има потреба од вакво законско решение, ново законско решение или на дополнување и смена на одреден закон. Многу е тешко тоа да го правиш ако имаш да кажеме 12 или 15 часа за 40-50 закони. Верувам дека не може да очекувате да имам целосно изградено мислење и став за одреден закон доколку не сум навлегла во проблематиката која што не секогаш е моја во однос на мојата професионална фела, односно не доаѓа од здравство, не доаѓа од сферата на медицината, туку доаѓа од различни сфери, од енергетика, економија и така натаму. Што се однесува до самите невладини организации. Невладините организации треба да бидат баш тоа, невладини организации, кои што се помеѓу граѓаните, значи не припаѓаат во политичките партии, ниту пак во собранието, ниту пак во извршната власт, и тие се занимаваат со секојдневните проблеми на граѓаните, помеѓу граѓаните во нивниот систем на секојдневно функционирање. Доколку не реагира невладиниот сектор, претпоставувам дека граѓаните немаат никаков проблем. И сега да се издвоиме од политиката, јас и вие сме граѓани. Дали е реално дека немаме проблем? Па доволно е да поминеме низ улиците на било која општина во Република Македонија и ќе видиме дека се е замрано со исклучок на казината. Казината се функционални. Кога патувам из Македонија и се среќавам со нестопански комори, стопанственици, така натаму, тутунарите, возимеделците, сите имаат проблеми. Јас не знам како невладиниот сектор во овие моменти не ги гледа тие проблеми. Или ги гледа, можеби владе одреден степен на страф, на истапување и градење на мислење кое што на повидок би било критика за власта, за извршната власт. Започна уште еден процес на нас, кај нас за реформи во образовниот систем. За серија низа закони што допрва ќе дојдат кај вас на разгледување во собранието. Некако последниве месеци спротиставени изјави, најави, се уште не знаеме што ќе содржат тие реформи, нешто може да се наговести, она што е договорено согласно оној договор за добрососедство со соседна Бугарија, каде што малте не сме доведени до стадиум, не да се разбереме, не доведоа другите, самите се доведовме до стадиум да треба да го бришаме предметот историја од учебниците. Реформи најавени кои што ќе чинат, најавија се држава ќе чинат 21 милион евра, меѓутоа тоа претпоставувам дека само образование. За основно, тоа е само почетна бројка.
Не знаеме колку вкупно ќе чини, не знаеме како ќе се изведе. Планирано е да започне од 1 септември, денеска сме 17 март, нешто што се спрема во нормални и здрави држави се спрема со неколку десетици години. Такви образовни промени на системот. Знаеме ли што не чека? Дали вие конкретно и контактирате со пратеници од власта кои што сигурно нешто знаат повеќе, дали нешто ви имаат пренесено или имате дознаено некако? Генералната перцепција за опозицијата во парламентот е кочничар. И тоа е наметнато од одредени функционери дека опозицијата во парламентот кочничари. Меѓутоа, ајде да видиме малку од поинаков аспект. Дали за било кое задолжување во парламентот, било кој пратеник од позицијата излезе, дискутираше или барем да видиме 10-15 на вистина да се трудат да образложат зошто ни е потребна таа измена на закон или тоа задолжување. Не. Знаете зошто? Предпоставувам заради тоа што ниту пратениците од мнозинството не знаат за каков закон и зошто се носи тој закон, за каков закон се работи. Дали е навистина потребен. Никој не ја има видено таа анализа. Да, ние слушаме се и се што за одреден концепт во образованието, за реформи за образованието, кои што се изготвија во тие фамозни 4 до 6 месеци, што е небулозно да се замисли дека е возможно. Ни во еден момент не видовме цела издржана анализа. Цела издржана анализа подразбира мапа на Република Македонија, маркирање на сите, еве за основни училишта во Република Македонија, мапирање на сите недостатоци, првим функционални недостатоци во однос на градбата, ревидирање на број на наставници, категории на наставници, број на ученици, колку се намалува или зголемува како резултат на наталитет или пак иселување, кои се потребните, колку книги имаат тие ученици, дали располагаат со книгите кои што им се потребни или не располагаат, каде е застојот во дистрибуцијата и печатењето на учебниците за кои што слушаме од година во година. Ние имаме купишта на проблеми кои што само се провлекуваат. Меѓутоа, тоа е маглата во општеството за граѓаните никогаш да не видат една функционална целосна анализа, ниту пак властите да може да делуваат согласно истата. Јас не верувам дека на одреден министер му одговара да функционира во министерство во кое што се е во магла. Нема податок за ништо и не може на мапа во Македонија буквално да ја види целата слика за што се случува во образованието еве во Македонија. И сега да, ние предвадена имавме дискусија за заложување од 21,5 милиони евра за реформи во основното образование. За какви реформи станува збор? Ако ви дозволам да прочитате оној дел кој што е нели објаснувачки дел пред самиот заем, пред објаснувањето за заемот, јас ништо не разбирам од него. Нешто е за задолжување, нешто е за надградување на наставници, нешто што и претходно го имавме. Дури го имаше и Социјалдемократскиот сојуз во планот за живот. Планот за живот зборува за надградба на квалитетот на наставниците, до обуки за наставниците, реконструкција на основни и средни училишта и така натаму. Одеднаш, ние истата реторика од година за година, од изборна кампања за изборна кампања, ја слушаме истата, дури сега и заем взимаме, меѓутоа анализа за истата нема. Значи, не знаеме детално зашто е овој заем на средства. Сега, велиме за стимулус на наставниците. Па да ве прашам каков стимулус има наставниците во еве мое време. Јас сум родена 81 година, значи моите наставници, професори, учители, каков стимул има, а беа најдобрите. Да не заборавиме дека доказ за тоа дека беа најдобрите е бројниот кадар на ученици, сега возрастни адулти, кои што не се само во Македонија квалитетни луѓе, туку секаде низ светот дисеминирани, дали во медицинската фела, дали во електротехниката, дали во инженерството, тоа се навистина квалитетни луѓе кои што излегоа од кај нас. Дали за книги, дали ги имавме најскапите книги, дали имавме најквалитетни книги во светот? Не, проблемот беше нешто друго. Проблемот кој што тогаш го немавме не е овој денес. Денеска имаме недостаток на ред, недостаток на морал, недостаток на етика, недостаток на почит кон наставникот и учителот или професорот. Оној систем кој што се руинираше, кој што не може да се купи ни со 2 милиони, ни со 20 милиони, ни со 200 милиони евра. Не може да кажеме дека PISA тестирањето покажало многу слаби резултати кај учениците во Македонија во сите области. Значи македонски јазик, литература, односно мајчин јазик, читање, математика и науки. Што тоа значи кога едно дете потврла во сите области? Не може да кажеме дека ние сме нација на неталентирани деца по сите основи. Тоа е небулозно. Тоа покажува дека децата немаат ред,
и немаат работни навики. Тоа кажува дека системот потврла кон нашите деца, дека нема иднина на овој начин за нашите деца. Доколку затоа и образованието ги опфаќа 18 години. Понатаму се адулти, понатаму се граѓани, имаат право на глас во оваа држава, ќе одлучуваат како граѓани со право на глас каде и како ќе оди нивниот данок. Што произведуваме? Луѓе кои што ќе плаќаат данок, меѓутоа нема да знаат да размислуваат со своја глава, нема да имаат критична мисла, нема да имаат логичко следство, нема да знаат да препознаат вредност од невредност, нема да има морал, нема да има етика. Тогаш имаме тотално безредие и нема иднина на тој начин. Заемувањата настрана. Иако сметам дека е небулозно да правиме реформа со вакви заеми во образование, кое што не е аналитички помината дословно, кое што не е изготвена од професори, доктори на науки, кои што имале време да изготват. Јас не велам дека оваа комисија која што работи моментално на концептот е лоша, можеби е најдобра. Меѓутоа, дали има време? Дали има отчит кон нас, кон пратениците, кон народот, за да знаеме во какви раце ќе оставаме нашите деца? Времето покажува. После изготвување на сеопфатна анализа, доколку сум доблесна да ја изготвам и да се потпишам дека јас одговарам за таа анализа, со тоа одговарам со децата на граѓаните, со нивната иднина, тогаш ќе правиме пилот проба. Пилот пробата ќе ни помогне да видиме дали произведуваме нешто што е добро или не. На крајот на денот, секоја избрзана реформа, без разлика на која власт ја прави, резултира со катастрофални последици, а овдека зборуваме за катастрофални последици по немилите. Може би е иронично, меѓутоа, еден од предметите кои што треба да се воведе моментално во образованието е како да преживеат сами. Заради тоа што во ваквиот економски и здравствен амбиент многу е веројатно дека ќе треба да знаат како сами. Еве конкретно и за реформите и образовниот процес, а и состојбите во здравството, дали? Еве, ја барам лично мислам така дека последниве неколку години систематски се уништува сето тоа за да се прикаже некоја крајна нужност како спас, како решение. Дали е на тој начин се наметнува? Тоа пример ете, клиничкиот центар целиот систем здравствен е нефункционален, иако дознавме ние дека со оние фондови, европски фондови кои што беа поделени на аспирантите земји членки за кандидатски статус за Европската унија, беа поделени 530 милиони евра, ние не добивме ниту евро, затоа што ние во цела оваа здравствена криза држава наша прикажала дека потрошила 7 милиони евра. Говориме од буџетот 4 милиарди евра во време на најголема светска пандемија, држава троши само 7 милиони евра. И дури имавме одредени политичари кои што не знам дали беа добро пренесени, дали навистина тоа сакаа да го кажат, дека добро сме се справили и заради тоа не сме добиле парче од таа помош од Европа. Меѓутоа, да не заборавиме дека можеби не добивме парче од таа помош од Европа поради тоа што сме на 111-то место по корупција. Или можеби заради тоа што навистина апликацијата не стигнала благовремено, а рокот бил 26 јули чинам 2020 година. Сега често пати грешките кои што ги гледаме направени од властите се како резултат на ненавремено, неажурно спроведување на алатките кои што им се потребни. Еве истото се случи со вакцините. Затоа може да има неколку објаснувања. Првото е неажурност или пак незаинтересираност на самите раководители, менаџерите во одредените министерства, или можеби се темели не на нивна неажурност, можеби сосема имаат добра намера, меѓутоа да не заборавиме дека во концептот на владење од 3 години во кое што казните беа брутални по административните работници од различните сектори, не верувам дека постои административен работник или раководител на било кој сектор, во било која институција, кој така лежерно ќе потпише документ. Верувам дека многу од нив одбиваат да потпишуваат документи поради тоа што видоат дека последиците може да бидат катастрофални од страна на властите за нивното функционирање, единствено за нивното функционирање, дури и кога нема дело таму. Да не заборавиме колку и да бидеме оптимистични кон иднината на Македонија, дека во овој момент во Македонија кривични пријави се делат како летоци.
Јас навистина секојдневно гледам граѓани кои што имаат кривични пријави за се и се што, или пак не знам доколку ги прашате синдикатите, еве новинари ве повикувам, направете едно истражување новинари и видете од синдикатите какви податоци ќе добиете за луѓе кои што ги загубиле своите работни места или биле уназадени или биле казнети од своите работни места, како резултати се единствена причина некој нивен став искажан или некој Facebook статус или некој јавно говорење против одредени одлуки на власта. Кога последен пат во Македонија сме чуле за такво нешто? 55-та, 56-та? На што личи? Дали ви еве како политички субјект, политичка партија, како пратеници во собранието ќе се спротивставите еве на низава, како што ги нарекувате штетни закони, што ќе бидат предвклучително и ова за основно образование? Од една страна, често пати се слуша наративот дека опозицијата недоволно брутално се спротивставува на одредени закони. Да пообјаснам. Само да пообјаснам и еве тема за размислување и за граѓаните. Опозицијата го прави сето она кое што е во рамките на демократските можности на пратениците. Значи може да комуницираме во рамки на собранието, да ги изнесуваме своите ставови, да поставуваме прашања за да имаме коректно одговор од спротивната страна и да видиме зошто треба или не треба да се донесе одреден закон. Ке извините, меѓутоа многу често гледам дека опозицијата има наративи или тези кои што се многу човечки, многу граѓански, не се воопшто политички, поради тоа што во рамките на пратеничката група нема црно-бела насока нешто да помине ни собрани или да не помине. Меѓутоа, за танго треба двајца. Од позицијата не слушаме ниту објаснувања, ниту убедувања за зошто нешто е добро, ниту контрирања за зошто нешто е лошо. Значи, единствено е бранење на позицијата на извршната власт и буквално наликува како да не се дискутира на ништо, туку извршната власт решила да се донесе одреден закон и ние имаме 62 пратеници како мнозинство и ние ќе го гласаме тој закон. Како воопшто да не се навлегува во аналитиката на прашањата. Често пати во рамките на ходниците на собранието кога дискутираме, ние сме сепак луѓе кои што дискутираат по ходниците, иако припаѓаме идеолошки на различни групи, тоа не прави нелуѓе. Кога се дискутира, некои од пратениците дури ќе кажат да, ова е нелогично, да, ова може би не би требало вака, меѓутоа на крајот на денот, на гласањето, 62 ќе го изгласаат дадениот закон. Зошто? Заради тоа што во парламентот е наметнат еден примат на колективна одговорност или така наречена ничија одговорност. Никој не одговара. Доколку имаме индивидуални гласања, за кои што јас се залагам, зошто да не гласаме индивидуално, еден по еден со запис, име и презиме, кој како гласал, да се знае точно кој каков став донел. Затоа што на крајот на денот ние сме примарно преди се пратеници на народот, пратеници на Република Македонија, а потоа на политичката партија. Ако некој каже че 100 пати вие ете од ВМРО гласате, исто, или од Социјалдемократскиот сојуз, или од ДУИ, па ние имаме заедничка идеолошка нишка и заради тоа често пати нашите ставови се поклопуваат во однос на гледиштата. Меѓутоа, тоа не изискува ние да се одделиме од народот. Пратеник на народот значи дека секој од нас представува од 7,5 до 15.000 гласачи, зависно од која изборна единица бил, и за тие, во име на тие гласачи, во име на тие граѓани кои што ни испраќаат, треба да ги застапуваме нивните права, нашата должност е кон нив. Очекувам од секој пратеник и така јас барем тоа го замислувам, да одговара пред своите граѓани, пред лидерите на политичките партии. Кога сме веќе кај гласањето, еве го доаѓа октомври, почетокот на октомври, ако дозволува ситуацијата со коронавирусот, треба да се одржат локални избори. Какви се вашите очекувања? Вие секојдневно контактирате со ваши партиски членови, меѓутоа и со обични граѓани. Па, знаете како, немам стаклена топка за да видам што ќе биде однапред. Во текот на изборните кампањи може да се гледа едно, а резултатот да биде понатаму поинаков. Се буди сомнеш дека не е само во Македонија, туку во целиот свет, дека може да има модели во текот на самите избори кои што ќе влијат на резултатот на самите избори. Меѓутоа, она за кое што јас сум се интересирана е да ги посетам граѓаните, да ги прашам очи во очи што тие мислат, што тие размислуваат, што тие сметаат дека им е потребно и да го прилагодиме, значи, барањето на граѓаните
преку парламентот се до локалните избори. Локалните избори ќе бидат огромен шикар за Македонија оваа година. Се очекува дека тие ќе дадат еден тон на предусловување за како ќе се одвиваат следните парламентарни избори. Се надевам дека она што се говори по улиците и самиот наратив на народот и нивниот начин на разгледување на работите и соочување со работите, реалноста која што секојдневно ја живеат, ќе ја преточат во својот глас. Тебе, дали очекувате одржување на предвремени парламентарни заедно со локалните? Јас не знаев многу за предвремени парламентарни избори, навистина не бев навлезена во таа проблематика, се додека парламентарниот институт не одржи едно предавање. И тогаш првпат видов како во последните 10 години од парламентарни до парламентарни избори, кои што треба да траат мандатите од 4 години, се намалуваат на 3,5 години, 3 години, па дури и 2,5 години. Така да за очекување, ако земеме дека секогаш државите како и човечките суштества се репетитивни суштества, значи се суштества кои што се прилагодуваат и репетитивно се однесуваат во ваков дестабилизиран политички амбиент, би рекла дека да, очекувам предвремени парламентарни избори. Дали сметам дека во услови на ваква криза ни се потребни, се сомневам дека тоа е добро за државата, да бидам искрена. Се сомневам дека предвремени парламентарни би биле погодни за државата, меѓутоа формирање на влада за национален спас е повеќе од потребно. Очекувате некаков резултат околу тие преговори и влада на национален спас и експертска влада? Затоа да бидеме објективни, гледаме дека вие како дел од собранието, некако последниве месеци собранието не функционира, се носат закони, нешто што мора или па да се покаже сила да се изгласа доварбана влада, се собра и толку сите оние низа закони што треба да бидат донесени, голем дел од нив се во полза на граѓаните, нема ништо од тоа. Исто и од интерпелацијата на министерот Димитров, за него поддршка дадоа 55 пратеници. Да, кога се гласаше доварба на владата, гласаа 62, министерот Димитров доби поддршка од 55. Каков легитимитет има он? Па, на овој начин тој го доби легитимитетот, во секој случај со 55 гласа за. Меѓутоа, целиот амбиент во парламентот укажува на нестабилноста на владата во однос на парламентарното мнозинство. Нели, одлуката е да имаат 61 пратеник, оние кои што ќе имаат извршната власт, заради тоа што 61 е поблиску од 60 до 120, нели, во некоја реторика сега на 120 пратеника, а не 100 пратеника. Како и да е, често пати се случува да ги нема потребниот број на пратеници во собранието од парламентарното мнозинство и некако парламентарното мнозинство цени дека единствено во амбиент во кој што тие би биле сите на број за да се гласаат одредени закони, тек тогаш претседателот на собранието ќе ги стави на гласање. Заради тоа и се случуваат оние ситуации во кои што 4 до 5 недели ние нема да имаме гласање во законодавниот дом, па ќе се чека повторно да се создаде амбиент за 62, да поминат на различни комисиски расправи законите. Значи тоа пролонгирање е таа дисфункционалност во однос на собранието. И заради тоа велиме дека извршната власт се однесува како да има 120 пратеника, меѓутоа дали е навистина така? Ако вие треба да чекате 62 пратеника, се работи за 62 луѓе, човечки битија кои што може да имаат секаков проблем во тек на деновите за да не бидат присутни. Особено во случаи на пандемија каде што се случува, често пати се случува да немаат мнозинство. Некако очигледно е дека на меѓународна поддршка за Македонија, тоест не за Македонија како држава, меѓутоа за власта, таа ја нема во последно време. Премиерот Заев и председателот Пендаровски многу долг временски период нема остварено никаква средба. Сега беше премиерот Заев посетен Луксембург, предходно беше на председателот на соседна Србија на граница на напремо предавање на вакцини, оствари формална средба од неколку минути, и тоа е конкретни председателот Пендаровски, кој нема никаде. Вие еве како пратеници да потсетиме председателот, нели секоја година дава извештај, има обраќање во собранието, дали еве како пратеници ќе го повикате што прави овој период?
Па за тоа ќе треба дополнително да дискутираме, меѓутоа како што кажавте дека не гледаме состаноци на основа на меѓународната соработка, гледаме дека добивме лоши оцени во однос на политичка култура, во однос на корупција во државата, во однос на тоа што не добивме вакцини, не беа испорачани, во однос на тоа што Европска унија не ни подари помош од тие помошни фондови кои што се отворија, во однос на физичкото неприсуство на меѓународниот фактор на политичката сцена во Македонија. Да, тоа е своевиден укор кон властите, па дури и претседателот на државата, меѓутоа она што е побитно и за кое што повеќе јас би осврнала моментум е дека тоа е укор за Македонија, а тоа значи целокупното население во Македонија, институциите во Македонија, значи не може поради грешките на одреден број на луѓе да последицата да биде на целата држава. Ова е последица за целата држава. Јас не ја гледам Македонија како некоја која што би требало да биде изолирана од остатокот, особено од Европа, каде што и природно припаѓа. Ние би требало секојдневно да бидеме во контакти со лидерите на различните држави и на тој начин да ги воспоставуваме релациите за подобрување на стативот каде што моментално е поставена Македонија да оди нанапред во однос на реформите во судството, во однос на законодавството, па дури и помош во однос на како треба да функционира извршната власт во една демократска држава. Така да овој коректив кој што е можеби упатен до премиерот, претседателот на државата се отсликува на целата држава и граѓаните. Тоа е тоа што мене ме загрижува. Премиерите, политичарите се минлива работа. Како и пратениците, како и сите ние на политичката сцена. Државата и народот е оној кој што треба да чекори нанапред и да биде вечен. Која е вкупната цена што треба да ја плати народот и државата? Ева, ако земеме предвид сите оние коруптивни скандали, ова пробување да бидат набавени вакцини преку сомнителни компании, дека ева, за пример да земеме, не бевме опфатени во оној пакет од 530 милиони евра, во меѓувреме ева на Хрватска беше доделена помош од 510 милиони евра. Ние ќе градиме нов клинички центар, ќе се задолжуваме никој не е заинтересиран да даде ниту евро грант за држава. Никаква финансиска помош, затоа што точно да сме на 111 место за тоа е листа за таа цена корупција. која што ја плаќа државата, а со тоа ја плаќаат граѓаните. Овој народ е честен народ и добар народ, кој што редовно си ги плаќаат даноците. Овдека живеат добри луѓе. Зошто казната, зошто велиме која е цената што треба граѓаните да ја платат. Граѓаните нема што да плаќаат дополнително. Лошите политичари, лошите политики ќе оштетуваат граѓаните, одржуваат ја осакатуваат државата. Ние треба да ги избереме правичните, треба да се прекине со душмански политики кон оваа држава, кон нацијата, кон јазикот, кон народот, треба да се престане со душманството кон нив. Треба да се гради држава на принципи на добрососедство секако, меѓутоа исто така ред, поредок, демократија, оние правила кои што важат за европските држави каде што и припаѓаме. Веќе кога сме тие правила за европските држави, уште едно прашање не ве завршав околу пописот. Постојат сомневања дека резултатите од пописот е се предмет на политички договор помеѓу неколку политички ентитети во државава, оној сооднос процентуален. Започна попишувањето на диаспората, да се многу мал број на луѓе се попиша, околу нешто над 60.000. Нека да упатите порака до диаспорава и уште една работа што не е проблем за диаспората да се попише онлайн со внесување на матичен број со основни податоци, меѓутоа е проблем за домашните резиденти. Па јас би упатила апел да сите држави на Република Македонија бидат попишани, бидејќи овој попис се тргна во насока да не биде на резидентно население, туку на вкупно население. Повторно ќе упатам апел дека ваквиот тип на попишување не се согласувам со истиот, бидејќи што се однесува до резидентното население треба да ги имаме адекватните бројки за населението по општини или пак по руралните средини токму таков како што е, за да не настанат неболозни одлуки, владени одлуки кои што не кореспондираат со бројот на население во одредени региони. Меѓутоа,
би требало да се попише севкупното население, да видиме и колку од тие жители се во државата, да видиме колку се резидентни, да се направи една анализа. Верувам дека доколку ваквиот дисфункционален попис заврши како што и тргна да се одвива, значи дисфункционално, дека до година сепак ќе ни треба нов попис. Мислите дека ќе би можел да биде спроведен одно нов попис? Да, зошто да не? Доколку се направи анализа, доколку се припреми теренот, зошто да не? Попишувањето не е комплексен механизам, на крајот на криштата можевме и електронски да го изведеме, согласно архивите кои што ги има во електронските системи на различните државни системи, значи на Министерството за внатрешни работи, да кажеме на труд и социјала, можеше да се направи таков исчекор. Се тргна со една форма која што ќе биде конечно неизбалансирана како резултат на тоа што имаме пандемија, како резултат на тоа што настана збирка небулози во прашањата. Единствено што можеме да заклучиме на крајот доколку се бутка насила ваков попис, на жал ќе биде дека пописот се сведува на политичко решение кое што е веќе дадено, а не на статистичка операција која што требаше да представува. Не беше прифатен вашиот предлог како политичка партија на пописот да биде на попишување со фингерпринт. Меѓутоа е нешто што беше нели услов за одржување на локалните избори во октомври годинава. Докаде е процедурата? Од ден за ден слушаме различни работи за тоа докаде е процедурата. Министерството за финансии се уште нема издвоено средства за тие апаратчиња, сметаат дека ќе ги издвојат до мај и јуни. Претпоставам дека тоа е како резултат на немањето на средства во буџетот, иако презентираат цело време стабилност на буџетот во Македонија. Јас искрено кажувам дека согласно она што јас можам да го видам од бројки, меѓутоа за повеќе нека зборуваат економистите, експерти, ние воопшто не сме стабилни, ние сме презадолжена држава која што е буквално од економска гледна точка на коленици. Така да ако се чека до мај, нека се чека до мај, како и да е, согласно законските решенија мора апаратите за фингерпринт да бидат набавени за одвивање на понатамошните процеси. Ви благодарам за вечерашното гостување. Ви благодарам и вам. Ова беше последното издание на емисијата Филибастер. Се слушаме во понеделник, 20 часот и 10 минути. Останете безбедни, почитувајте ги оние мерки, полициски часови. Последните информации се дека овие мерки остануваат на важност до понеделник со полициски час од 22 часот секоја вечер до 5 часот изутрина. Секоја добра.